Во изминатата година двојно се зголемил обемот на работа на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во споредба со 2022-та. Извештајот за изминатата година покажува дека ова тело за човекови права надлежно за спречување на сите форми на дискриминација отворило повеќе од 500 нови предмети, што, како што пишува во документот, представува апсолутен рекорд во досегашното постоење на институцијата. Годинава комисијата работеше на 523 представки, што е повеќе од 100% зголемување во однос на претходната година, што веројатно говори дека комисијата дојува на видливост, дека граѓаните се поинформирани во однос на тоа каде треба да ја пријават дискриминацијата и дека институцијата можеби дојува уште повеќе на доверба. Сексуалната ориентација, националната или етничката припадност, родовиот идентитет, но и политичкото уверување се уште се најчесто основа за дискриминација. Забележуваме еден тренд на поистоветување на истите области на дискриминација од претходната година, па така медиумите, јавното информирање, работните односи, образованието и пристапот до добри услуги оваа година и во 23-та година исто како и во 22-та година остануваат најчести области во кои што се пријавува дискриминацијата. Она што се забележува е дека во 2023 споредено со 2022 година има намалување на дискриминацијата врз етничка припадност, но затоа пак се детектира пораст на случаи на дискриминација поради сексуална ориентација или родов идентитет. Зголемениот обем на работа според претседателот на комисијата соодветно него следат и останатите институции од кои зависи ова тело. Апелирам да пред се собранието кое што го гласа буџетот, меѓутоа и останатите надлежни институции имаат слух за овие предизвици. Комисијата, иако имаше и квантитативно и квалитативно двојно повеќе работа во 23-та во споредба со 22 година, ние работевме со намалени човечки капацитети во 2023 година. Комисијата се уште останува со прилично лимитиран буџет, се уште континуирано би рекол се прекршува онаа финансиска независност на комисијата. Во годишниот извештај Комисијата за антидискриминација упатува 4 општи препораки. Првата е до Управата за извршување на санкции Министерството за образование да обезбедат системски и одржлив пристап до задолжително образование на сите осудени лица. Втората препорака исто така е до Управата за извршување на санкции останатите релевантни органи да обезбедат еднакво остварување на правото на напредување во установите на казнениот систем на сите осудени лица без разлика на нивниот пол. Третата сугестија е до владата и до Министерството за образование да обезбедат системски и одржлив пристап до правото на користење бесплатен јавен превоз на редовните студенти од приватните универзитети во државата. Последната, четврта препорака е до Собранието да изгласа измени на Законот за здравствено осигурување за отстранување на нееднаков третман кон индивидуалните земјоделки во остварувањето на правото на плата за време на бременост, раѓање и мајчинство. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.